Еколошката свест расте кај создавачите на отпадно масло. Преку системот за управување со отпад и проектите Рециклирај и донирај и учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло. Собирачите донираат сончогледово масло, а најмладите стекнуваат здрави животни навики. Оваа година веќе имаме 50% покачување по количините, а и самите донации преку Рециклирај и донирај, значи хуманитарниот аспект расте, кој што може да им заблагодариме на љубезност, бидејќи со нив заедно го правиме, го спроведуваме Рециклирај и донирај. Значи за тие 3,6 тони отпадно масло кое што е собрано, околу 70% од граѓаните, од тие собирачи кои што вратиле отпадно масло, донирале околу 420 литри сончогледово масло, кое љубезност го доставува до бездомни семејства. Значи полека и еколошкиот и социјалниот ефект од проектот расте и предвидуваме оваа година да има например и повеќе од 50% покачување од минатата година, бидејќи веќе јануари ние месец каде што собравме 435 килограми на отпадно масло од домакинствата и тоа е втор најголем месец со највеќе собрано масло од кога е почнат проектот. Така да ефектите ќе бидат уште подобри и се добри и се надеваме дека преку ширење на бенефитите од акцијата и преку и постоечките собирачи кои што пренесуваат на своји пријатели, колеги, роднини и така натаму добар збор за како функционира системот, дека тоа уште повеќе ќе се шири. Инаку би напоменал дека вкупно од кога е почнат проектот се собрани околу 6800 кг, односно 6,8 тони отпадно масло, а се донирани над 750 литри на сончогледово масло, од кога е почнат проектот. За сега највеќе во Скопје, меѓутоа има доста и од другите градови, имаме собирачи и тие бројки полека растат, така да целта на акцијата е да се прошири низ цела Македонија, а секако Скопје, бидејќи е најголем град и очекуваме и тука да има исто така континуиран раст како досега. Екоработилниците наменети за децата во градинките продолжуваат и годинава, заедно со екохуманитарниот проект кој одлично функционира трета година. Оваа година и општина Кисела вода ќе се приклучи на проектот, односно двете градинки од општина Кисела вода, значи вкупно има 13 градинки со над 5000 дечиња кои што се запознаваат со темата за отпадно масло со помош на ликот на Петко. Овој проект заедно со ОХО го спроведуваме и одлично напредува. И тука е и главната цел на еколошката едукација, бидејќи таа почнува од мали нозе. Затоа сме многу горди дека може да влијаеме на свеста на децата кога тоа е најефективно, односно од мали нозе да се запознаат со оваа тема, за овој вид на отпад и на некој начин да придонесеме до развивање на нивната општествена одговорност за овој вид на отпад од рани нозе. И со самото тоа и развивање на еколошката свест за кога ќе пораснат да се грижат за средината и да имаат сознание веќе како се селектира, собира отпадот, каде завршува понатаму и како се рециклира и кој е бенефитот за општеството. Во градинките се организираат континуирани работилници на темата и имаме фидбек од негователките и од педагозите и од директорите дека тоа стварно влијае на дечињата и дека веднаш по првата, втората, третата работилница веќе знаат за темата и дури пробуваат да ги потикнат и родителите дома кога пржат да го собираат маслото во нашите кантички. Ние имаме направено неколку презентации адхок со некои од градинките што не контактирале од надвор. Оваа година не, меѓутоа се надевам наредната година ќе може да го прошириме проектот и во некои од градинките надвор од Скопје, бидејќи тоа е важно секако. Во моментов, значи, пробуваме да го одработиме овој голем број на градинки кои што го имаме и потоа да ги пренесеме позитивните искуства и во други градинки надвор од Скопје. Ние секако сме достапни кога не контактираат од некои градинки што бидејќи не следат на социјалните медиуми и кога имаме прилози, сме достапни за нив да дојдеме да испрезентираме, да им поделиме некои од материјалите за да може и оние, ако ништо друго, да одржат некој час и да ги применат овие материјали да влијаат и на нивните дечиња што одат во тие градинки. 2019 беше 10-та година од кога ја работиме оваа еколошка дејност и беше до сега најдобра година.
во нашиот систем влегува 872 тони или 872.000 килограми на отпадно масло, што е голем успех и е 30% покачување само од минатата година. Исто така, до сега во овие 10 години имаме истретирано над 4150 тони на отпадно масло, што е огромен успех за нас. Значи, како што кажав, имаме покачување во домакинствата и проектот за едукација на дечињата одлично напредува. Така да, овие позитивни резултати ни даваат мотивација да продолжиме со оваа еколошка дејност и со сите аспекти од неа и да продолжиме да ги развиваме трите главни цели кои што ни се, а тоа е преку нашето собирање да ги поттикнеме справните субјекти да бидат општествено одговорни кога се работи за отпадно масло, значи редовно да ги менуваат и да ги предаваат во рамките на системот кој што е воспоставен. Домакинствата, веќе имаме успеси таму и тука има уште многу работа за да се подигне еколошката свест и ние како граѓани да станеме општествено одговорни за овој отпад, а тоа е нели поврзано. Ако станеме општествено одговорни за еден вид на отпад, тоа ќе се прелеќе размислуваме и за другите видови на отпад. И секако најважното е децата, значи едукацијата на децата од рани нозе да се запознаат со селектирањето на отпадот и негово понатамошно рециклирање и како тоа позитивно влијае на сите нас. Така да продолжуваме со оваа база на успеси кои што ја постигнавме и секако имаме и некои нови проекти кои што размислуваме посебно во сегментот на домакинствата. Ја мислам и претходно имаме разговарано дека размислуваме за колекторски центри каде што ќе може да ги поставиме на соодветни места и многу поголем број на граѓани да можат пофреквентно да го доставуваат маслото. Наместо да се исфрла во одводните системи да ја загадува природата, отпадното масло кое се создава при готвење на храната представува еколошка суровина со високи енергетски својства. Колку повеќе рециклирате и собирате отпадно масло, толку повеќе ја заштитувате природата.